Значи, овој викенд се одржува обука за наставници на тема енергетска ефикасност. Ова е дел од меките мерки на проектот Ефикасно користење на соларната енергија за подобра иднина. Проектот се имплементира во партнерство помеѓу 4 проектни партнери, и тоа Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Општина Струмица, тие се проектните партнери од Република Македонија, и од Бугарија Асоциацијата на југозападни општини од Благоевград, како и Општина Петрич. Значи, овој проект има за цел едукација на наставниците и на учениците од прекограничниот регион, но исто така и има инфраструктурно значење. Тоа е изградба на соларни панели, поставување на соларни панели на основните училишта Антон Попов од Петрич и на основното училиште Сандо Масев од Струмица. Проектот е финансиран од Европската унија од програмата за прекогранична соработка Република Македонија, Република Бугарија. Соларната енергија како соларна енергија е дел од проектот, односно од концептот на енергетска ефикасност на зградите. Знаете дека владата, односно дека овие години и Министерството за економија и меѓународно гледано има доста се дават голем акцент на енергетската ефикасност на јавните згради, имајќи ги во предвид промените на климатските промени кои се случуваат, имајќи го во предвид концептот на загадувањето што се случува, на потребите од поголеми енергетски потреби на државата, односно и на глобално ниво, каде што гледаме дека веќе се јавува потребата од поголемо користење на енергетски суровини. Класичните енергетски суровини се веќе се потрошуваат, така да се повеќе се наменува потреба од побарување на обновливи, односно необновливи енергетски извори, вклучувајќи и тука и сончевата енергија. Кај нас, како и секаде во светот, како резултат на тие климатски промени се наметнува нормално, се наметнува и ќе се наметнува потребата од користење на тие алтернативни извори енергија, односно обновливи, вклучувајќи го и сончевата. Тука се секако и биомасата и биоенергетските потенцијали. Во таа функција, во целата ова глобализација, каде што и Министерството за економија и меѓународните донатори веќе финансираат и такви проекти, каде што се поддржува и се иницира потребата и употребата на сончевата енергија, која што во Македонија е како најпогоден алтернативен извор на енергија, со оглед на сочевите периоди што ги имаме денови во нашата република, посебно сега да наречам и на Струмичкиот регион. Значи, сето тоа донесува до некоја потреба од изработка на ваков проект, каде што веќе е одобрен во соработка со бугарската страна, се изработува овој проект, кој што има функција, главната функција му е оспоставување, односно на некакви едукативни компоненти за основното образование, каде што учениците ќе се обучуваат и ќе се запознаваат со обновливите извори на енергија, следствено на тоа и сончевата енергија. Целта на овој семинар, овде што е сега, е да обучиме 5 наставници од бугарскиот партнер и 5 наставници од Струмица за потребата и значењето на енергетската ефикасност, вклучувајќи и со посебен акцент на сончевата енергија, која што ќе биде како главна тема. Така, ние како представници на училиштето, а воедно и промотори на овој проект меѓу училиштата во нашата општина, задоволни сме со стартот. Пред се да кажам дека не сме комплетно информирани во делот за тоа што не очекува, меѓутоа за тоа и оваа обука, да можеме во текот на овие 2 дена да ги добиеме сите информации потребни за тоа како ќе се одвиваат понатамошните активности во делот од искористување на обновливите извори на сончева енергија и сето тоа како можеме на едноставен начин да го примениме пред се во нашето училиште, а потоа и преку дисеминации да објасниме и да ги информираме останатите учесници, а тоа ќе бидат нашите колеги во другите училишта, како тоа можат да го направат многу рентабилно, многу ефикасно, многу економично и да го применат за нивните училишта. Едноставно, сметаме дека во овој дел ќе треба повеќе да се работи. За почеток сме многу оптимисти, веруваме во овој проект и како пилот проект понатаму веруваме дека ќе биде имплементиран и преку предметите од животни вештини, вештини за живење кои секојдневно ги предаваме во нашите училишта.
Само ме интересира кои се вашите очекувања и колку ваков проект може да значи многу за подигање на свеста за искористувањето на сончевата или пак воопшто на обновливите извори на енергија, мајќи пред дека е училиште, па од ова искуство колку децата може за во иднина се тоа да го имат како дел од своето секојдневие. Така, како искуство и за нас и за учениците ова ќе биде една голема сатисфакција да се работи на овој проект. Првенствено, она што го учиме во на нашите часови, можеме директно да го имплементираме, да го покажеме. Дали ќе стане збор за имплементација од одделни предмети, како математика, физика, хемија, биологија, не значи дека не може да се имплементира и во останатите предмети. Од друга страна, таа имплементација ќе биде максимално подпомогната од учениците, бидејќи тие се главните носители на целата оваа работа. Значи, преку директно нивно вклучување и преку директно согледување на процесот на реализација, од планирање до финален продукт, а тоа е поставување на овие панели, ќе биде интересна не само соработката меѓу нив, постигање на интеракција, социјално зближување, социјализирање на самите ученици. Од друга страна, нешто што е многу важно е да се потенцира и веќе да се стартува со она што значи подигање на свеста на учениците и не само на нив, туку и на нас како наставници и на пошироката јавност, дека постепено необновливите извори на енергија полека се намалуваат. Мораме да одиме во контекст со времето, во чекор со времето. Она што значи искористување на ресурсите, природните ресурси, полека се намалуваат. Меѓутоа треба се води сметка да ги искористуваме оние ресурси кои што се обновливи, како светлинска енергија, претварање во топлинска, електрична и така натаму, како за почеток, а понатаму сигурно дека ќе се оди и во друг правец и искористување на други такви ресурси. Значи, максимално подигање на свеста дека екологијата, животната средина околу нас нудат огромен потенцијал. Мораме тој потенцијал во наши услови, за наши потреби, максимално да го искористиме. Како тоа ќе го направиме и колку успешно тоа ќе го направиме, се зависи од нас.